Само 2 недели по изборот на 31 мај 2017 година, новата влада побара разрешување на тогашниот шеф на обвинителството Марко Зврлевски. За процесот што почна брзо, на крај беа потребни повеќе од 6 месеци за да се избере нов јавен обвинител на Република Македонија. Функцијата ќе ја вршам совесно, непристрасно и одговорно и дека ќе ги заштитувам слободите и правата на човекот и граѓанинот и интересите на другите правни субјекти. Ве молам да подпишете слична изјава. Заклетвата на Јовески дојде во период на високи очекувања на јавноста за обвинителство, која активно го гони криминалот и кај поранешните, но пред се кај актуелните функционери. Институцијата под новото водство, навидум така и се постави. Полицијата влезе во просториите на Фондот за иновации и ја одзема документацијата поврзана со доделените грантови. Ваков налог МВР добило од јавното обвинителство за организиран криминал. Јавното обвинителство со Јовески на чело отвори повеќе предмети за случаи што го привлекоа вниманието на јавноста. Но дали некој од нив ја помина почетната фаза на предистрага и се приближи до обвинение? Допрен глас. Дефиниција за овој термин во Законот за кривична постапка укажува на можноста за отворање предмети откако некој јавно ќе понуди основи за сомнение за сторен криминал. Во периодот пред Јовески може да се најдат повеќе примери каде поединци, организации или други актери бараа од обвинителството да отвора предмети по допрен глас. Сега, вакви повици има помалку, најверојатно и поради фактот што обвинителството само покажува поголема проактивност. Архивите за последните година и половина чуваат повеќе примери кога јавното обвинителство го слушна гласот на јавноста. Контроверзниот тендер на Министерството за здравство за набавка на реагенси под лупа на обвинителството. По допрен глас, основното обвинителство отвори предмет за токсичната печка во депонијата Дрисла. Меѓу тие предмети е и предистрагата за сомнежите за нерегуларности на последните локални избори, но и за сомнежите за незаконски трошења во антикорупцијската комисија, што не им се допадна на членовите на телото. Јавното обвинителство покренува постапка за испитување на водите во конкретниот извештај и за тоа веднаш ги известува сите медиумски куќи без тие да побара. За дел од овие предмети веќе помина многу време од моментот кога обвинителството најави дека се истражуваат. Предметите за изборни нерегуларности и за Дрисла се отворени пред 1 година. Надоместоците на антикорупционерите почнаа да се истражуваа пред 9 месеци, а предметите за грантовите за Фондот за иновации за пропаднатиот тендер за биореагенси набрзо полнат половина година. 360 степени побара одговор од јавното обвинителство, докаде се овие постапки и дали некој од нив ја поминал првата фаза на предистрага. Во институцијата решија одговорите да ги даде државниот обвинител. Љубомир Јовески вели дека за изборните нерегуларности е отворена истрага, а сега чекаат декласификација на одредени податоци. Предметот за Дрисла се уште е во предистрага, но во напредна фаза, која извесно време се соочува со пречка, долго чекање на податоци од Министерството за животна средина. Откако овие податоци ќе бидат обезбедени, мислам дека обвинителството ќе може да донесе јавно обвинителска одлука. Јовески убедува дека има напредок и во случајот со грантовите од Фондот за иновации, каде во правичниот список на добитници беа компании во кои собственици се вице-премиерот Кочо Ангјушев, пратеникот на СДСМ Хари Локвенец, сопругата на министерот за култура Асаф Адеми, снаата на советничката на премиерот Цветанка Ласкова. Во тој предмет на вистина обвинителството презема повеќе действија, сослушани се повеќе лица како сведоци во делот на аплицирањето на компаниите, побарани се елаборатите и документацијата со кои тие аплицирале и сослушани се и други лица кои што можеле да бидат од корис во делот на доказната постапка. Предистрагата е во тек, е одговорот и за надоместоците во антикорупцијска, зашто членовите тогаш поднесоа оставки. Јовески не кажа многу повеќе од тоа и за поништениот тендер за набавка на реагенси, кој заедно со набавката на лекови и изградбата на објект во здравствениот дом во Штип се водат како еден предмет.
Или сумирано, од 5 јавно експонирани предмети, отворени по допрен глас, само еден ја поминал почетната фаза на предистрага. Не го делам тој впечаток дека предметите кои основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги отвори по допрен глас, дека тапкаат во место. Кога обвинителството добива кривични пријави од надлежните институции, пред се од Министерството за внатрешни работи, по таа пријава претходно Министерството постапувало и обезбедило одредени докази. Во овој случај, кога обвинителството отвара предмети по допрен глас, фактички, претходно никој во тој дел не постапувал и обвинителството може или само да ги превземе определените действија, или пак од одредените надлежни институции да побара одредени действија, тие да ги преземат. Според тоа, во одредени случаи, треба повеќе време во предметите во кои обвинителството отвара постапка врз основа на допрен глас. И покрај фактот што една година по смената на раководството, редовното обвинителство нема истрага или обвинение во предмет отворен по допрен глас за функционер од власта, Јовески вели дека не бегаат од таквите предмети. Моја заложба беше да се отвараат предмети по допрен глас, бидејќи обвинителството е надлежно да ги гони сторителите на кривични дела по службена должност. Еден клучен елемент што би му помогнал на обвинителството се со години најавуваните истражни центри. За нив требаат пари и кадар. Јовески вели дека работата ќе се заврши годинава. Истражни центри ќе има во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, Скопското јавно обвинителство во Куманово и во Тетово. Верувам дека овој процес на изборот на кандидатите најдоцна за отприлика 1 месец би завршил и потоа ние со ресурсите кои што ги имаме постојните во обвинителство и со ангажирање на други вработени, веќе тие истражни центри ќе настојуваме да бидат функционални. Дека обвинителството не бега од проверки на актуелните функционери, пред нова година за 360 степени, тврдеше и шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Имате ли напредок во некој од предистрагите за случаите што дел по допрен глас, дел поинаку ги отворив, таа беа поврзани со постапување на актуелни функционери? Еве се присетувам да речеме на големиот тендер во здравство. Тој ваш ли случај? Да, ние отворивме предмет по допрен глас, само тука е проблемот што се поништи тендерот. Нема штета. Да, нема штета, тендерот беше поништен. А не значи дека нема да има. Добро, отворен е случајот, се уште тоа велите? Мислите нема да има предмети и случаи? Да, дека ќе нема предмети и случаи. Мислам дека ќе има. Навестувате нешто, дека работите? Да. И таа Јовески, во интерес на постапката, не споделуваат јавно повеќе детали. Набрзо или малку подоцна, сепак, ќе мора да го сторат тоа. Бидејќи оправдани беа критиките, кога обвинителството не отвараше предмети по допрен глас и за актуелни функционери. Уште пооправдани ќе бидат, ако се знае дека предмет или предмети има, а тие стојат во фиока.